Почитувани граѓани, денес ќе соопштам нов скандал од кој се гледа како премиерот, тогаш градоначалник на Струмица, Зоран Заев, користејќи својата функција оттуѓува, поточно продава државно земјиште, каде по повеќе постапки завршува во рацете на неговиот брат Вице Заев, чија компанија денес таму гради згради со цел енормно зголемување на личното богатство. Односно, ова е случај каде може многу јасно да се види како се прават бизниси во Струмица по клучот на картелско и кланевско поврзување и ползување на придобивките на функцијата дадена од граѓаните. Имено, на 29 декември 2014 година одржано е јавно надавање за отуѓување на градежно земјиште во општина Струмица. Во тоа време, градоначалник на општина Струмица е сега премиерот господин Зоран Заев. На аукцијата се јавува само еден понудувач, а тоа е лицето Сашко Брндевски од Струмица, бизнис партнер во една од компаниите на братот на премиерот Зоран Заев, Вице Заев. На лицитацијата постигната е цена од 2300 денари за метар квадратен, а парцелата со намена за изградба на објект за колективно домување е со вкупна површина од 18.462 метри квадратни. Пред издавање на одобрение за градење, општина Струмица, во тоа време ќе повторам водена од Зоран Заев, одобрува на продадената локација да се градат 8 нови седумкатници, со вкупна бруто изградена површина од 52.850 метри квадратни. Во февруари 2016 година, Зоран Заев на Сашко Брндевски му издава одобрение за градење за изградба на стамбена зграда број 8. Во истиот месец, 2016 година, лицето Сашко Брндевски склучува договор за пренесување на право на градење на предметната парцела со правните лица, внимавајте, Тотал инженеринг, собственост на Вице Заев и АД Пелагонија Струмица, во чиј управен одбор во тоа време пак е братучедот на Заев, Трајче Заев. Ке потсетам дека Тотал инженеринг е истата фирма која беше во средиштето на аферата со камиони и превоз на јаглен. Како надоместок за тоа што им го отстапил правото на градење, лицето Сашко Брндевски добило, замислете, стан од само 40 на метри квадратни. Значи, еден стан за локација на која се гради зграда со нето површина од 6888 метри квадратни. Профит над 1 милион евра за братот и братучедот на Зоран Заев. Подписници на овој документ се Вице Заев, Сашко Брндевски и управителот на Пелагонија Јанев, каде член на управен одбор во тоа време братучедот на Зоран Заев, Трајче Заев. Ова отвара сомнеж дека бизнис партнерот на Заеви е само параванот, а потоа јасно се гледа дека зградите се градат токму од компанијата на братот на премиерот Зоран Заев, Вице Заев. Во месец март 2016 година, Зоран Заев носи решение за промена на инвеститор, каде што наместо Сашко Брндевски, нови инвеститори на стамбената зграда се двете наведени фирми. Така да, ова е документ каде јасно се гледа дека Зоран Заев, сега премиер, тогаш градоначалник на општина Струмица, се подпишува на решението каде стои фирмата на неговиот брат Вице Заев и фирмата каде неговиот прв братучет е член на управен одбор. Ова е случај каде Зоран Заев продал земјиште на кое денес таму гради братот Вице Заев. Таму се градат згради, а личните заработки се огромни и се бројат во милиони евра. Остануваат прашањата, како тоа? Токму братот и братучедот на премиерот ја добиле дозволата да градат на тоа место? Дали ги искористиле повластувањата на функцијата на Зоран Заев, тогаш градоначалник на Струмица? Дали тоа не е конфликт на интереси и целосна морална дисторзија? Воедно, апелирам, јавното обвинителство да испита дали се работи за постапка каде однапред се знае добитникот на парцелата, под кои услови е остапено правото на градење, да го испита потеклото на парите на Брндевски, околу 700.000 евра, кои се уплатени на сметката на општината. Очигледно, криминалниот канцер во државата метастазира, а главни актери се луѓето од врвот на власта. Ова мора да се промени, доаѓа ново утро, заслужуваат граѓаните подобро.